Светот се соочува со големи предизвици и насилства, па потребна е колективна одбрана на демократските држави против злото на тероризмот и организираниот криминал. Соединетите американски држави и европските земји се договориле за нови мерки за поефикасна борба против тероризмот и компјутерските напади на конференција во Американскиот Сенат, на која учествуваа сенатори, конгресмени, премиери и министри од држави во Европа, меѓу кои и македонскиот министр за одбрана. Разговаравме за необходноста на соработка за борбата против тероризмот и сајбербезбедноста во светот и во Европа вклучувајќи ја. Заклучок беше дека соработката треба да се интензивира, да се разменуваат информации, бидејќи заканите што се закани за сите држави во светот. Она што исто може значено е тоа дека покрај сенаторите тука беа и представници на транзицијата на тимот на председателот Трамп и добивме силна порака дека тимот на председателот Трамп останува посветен на НАТО и НАТО ќе биде злачена алатка во борба против тероризмот и сајберзаканите. Министрот Јолевски на средбите со американските политичари и членови на новата администрација на председателот Доналд Трамп добил поддршка за продолжување на добрите односи со Македонија. Ова е дел од перманентните консултации што ги имаме со американската администрација. Значено дека исто разговарав со лица кои што се во транзициониот тим на председателот Трамп и тие не уверија дека Америка останува посветена на Европа, на регионот и на Република Македонија. Македонија е член на коалицијата против насилниот екстремизам од самото формирање и меѓу првите држави усвои закон со кој се санкционираат странските борци кои што се борат на страната на терористички организации како Исламската држава. Борбата против тероризмот е еден од приоритетите во првите 100 дена од администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп. За македонската телевизија од Вашингтон, Ирина Гелевска.